Општина Штипи официјално ги прогласи најдобрите спортисти за 2015 година. Втор пат поред, каратистот Емил Павлов е прогласен за најдобар спортист на град Штип за една календарска година. Најпрво бев пети на Европското првенство во Истанбул, со тоа и земав учество на првите Европски олимписки игри, каде што нова надпреварување испишав историја, каде што бев првиот носител на македонското знаме, а со тоа и го освоив првиот медал на овие европски игри. Според резултатите, веднаш зад Павлов е борачот Дејан Митров, додека на третото место во сениорска конкуренција е пингпонгарот Кристијан Станојковски. Во конкуренција на младенци, најуспешна е каратистката Бојана Манева, на второто место Јована Ѓоргиева, додека третото место го делат атлетичарот Димитар Елиев и пингпонгарот Петар Костовски. Кај кадетите, најдобри резултати во изминатава година постигнал борачот на Балканец Мартин Стојанов, второ пласирана е кикбоксерката Викторија Варадинова, а третото место го делат борачот Серхан Шакиров и кикбоксерот Божидар Јанков. Кај пионерите, најуспешен за 2015 е каратистот Григор Хаджикимов. Второто место и припадна на одбојкарката Тамара Христовска, додека на третата позиција се борачите Давид Мишев и Петар Тодев. За спортски подвиг на годината се прогласени резултатите на фудбалскиот тренер Владко Костов, голманот Филип Гачевски и планинарот доктор Зоран Джидров. За најдобар тренер е прогласен Жарко Арсовски, кој е тренер на најдобро рангираниот Павлов. За најдобар клуб е прогласен пингпонгарскиот клуб Шампион ФА, додека за најдобри судии се прогласени одбојкарскиот судија Никола Мизевски и фудбалскиот делител на правдата Никола Караколев. Признание за најдобар спортист во екипните спортови доби Кристина Манева. За најдобра екипа во средношколска конкуренција е прогласена женската одбојкарска екипа на гимназијата Славчо Стојменски, додека кај основците најдобри се ракометарките и одбојкарките на основното училиште Димитар Влахов. За најдобри спортски новинари се прогласени Драги Герасимов, Христијан Митев, Кирил Манев и Никола Арсов.